Да, проектната документација е готова. Со контактите што ги имам со јавното предпријатие, овие денови ме известија дека во најкраток можен рок, тоа е 5 до 10 дена, ќе биде објавена јавната набавка и го решаваме огромниот проблем на граѓаните, не само на граѓаните на општина Богданци, туку и на граѓаните на Гевгелија, на цела општина, бидејќи знаеме дека тој истиот пат, по податоци од јавното предпријатие, е најфреквентниот пат во Македонија. Пат кој поврзува 3 гранични премини, Гевгелија, Дојран, па и Ново село. Доста е фреквентен со тешките теретни возила и мислам дека со решавање на овој проблем ја заокружуваме регионалната патна инфраструктура во нашата општина, да не збориме што значи реконструкција на еден таков правец. Тоа значи повеќе возила, движење на економијата, безбедно движење на луѓето и мислам дека тоа и ни беше приоритет. Документацијата е готова, се надеваме дека за неколку дена и ќе биде распишана јавната набавка и да се надеваме дека есенскиот период и ќе отпочне со реализација. Се планира проширување на оваа делница Да, или така? Да, секако и исто како и за обиколницата се работи за брз патен правец. Мислам дека брзината на движење ќе биде ограничена на 80, така да ако се изработи како во делот на заобиколницата на Богданци, мислам дека ќе добиеме квалитетен патна инфраструктура. И тука не знам дали можам да се вратам на заобиколницата. Значи заобиколницата ова што се работи е прва фаза. Граѓаните на општина Богданци ќе знаат што зборувам. Значи втора фаза во моментот треба да се проектира, односно се проектира од делот на објектот што беше опожарен и треба да излезе пред фабриката за приколки на поранешен нас Богданци. И со тоа да се комплетира целосно тој патен правец.